Слушај ваму, драги мои пријатели и пријателки, здраво живо. Уште една недела ни изминува и ако не се фатиме за палачинките, ако не се фатиме за стискањето на левото, ако не се фатиме за смрзнатите јајца, ќе треба да размислуваме каде се 2 милиона од торбата, со се торбата Луи Витон, каде се парите од изградбата на патот Скопје-Петровец, кој се гради преку 3 години и само се преместуваат оние сигнални ВЛЦ конуси. Не смеам да го спомнам Кичево Охрид, автопатот, бидејќи се работи за археолошки локалитет кој наскоро ќе биде заштитен од УНЕСКО, нормално од УНЕСКО, бидејќи ова е една од најстарите ископини во светот, почната во давнешно време и никогаш завршена, кое е чинело баснословно. Или па да прашам, докај сме со раскрсницата ондека кај Хубо, а уште помалку смеам да прашам како е со патот до Косово, Качанички пат, кој наликува на една мизерна руина, со кој ние, барем мислев дека дуи, ако ништо друго, барем заради албанската кауза, нели, поврзување со Косово, проток на луѓе, стоки, трговија, што ти ја знам, влијание. Не, брат, ништо не ги интересира од оваа власт, освен лапај, драпај. Нема да спомнувам ни за фабриката за електрични автомобили, во која денеска ние се наоѓаме и се движиме у мимоход. Мислам, стварно треба човек да тресе глупости за да звучи сериозност према несериозноста на себе ово што го прават. Не можеш ни Монти Пајтон више да бидеш кога они се поголеми пајтоновци. Мислам, Монти Пајтон уште ги испофали. Они треба да се нешто, не знам што. Нема врска. Ова е само дел од аферите, ова е само дел од крадењата, кај се тие пари. Бар да ги гледаме нешто правите. Океј, лошо работите, бар да ви го гледаме, каде ви е работењето. И вие поише се занимавате опозицијата, вака било, ова било, она било. Ништо мене у животов во овој момент не ми зависи од опозицијата. Мене се ми зависи од власт, а ништо не е добро. И сега има една работа, нели, ако веќе не прашуваме кај се парите од провизиите од Хонг Конг за короната, каде е клиничкиот центар, каде се лековите за болните од цистична фиброза и зошто ги немаше, и како е дечкото, Бог да го прости, што председателот Пендаровски му ветуваше дека лично ќе се заложил пред 2 години за да го добие лекот, и така. Не е ни црн хумор, ова е трагедија. И го, бидејќи со се во ова нема да се занимаваме, можеме само да заклучиме дека оваа земја е 2,5 пати позадолжена од што сите влади заедно, и тоа со толку многу пари, да парите не ги гледаме. Кога ги гледаме, викам, барем споменици да правевте, барем да асфалтиравте, нешто да ви видевме, сваќаш, нешто опипливо. Добро, нели? ВМРО не чинеле, граделе споменици, бар ги гледам споменици, жални врби, еве ја жалната врба. Вие што направи? Стиропор, добро, стиропор. Галиите, вандехул, ова, она, дојдоа, донесоа инвестиции, плаќа, преплаќа и така натаму. Опинци 100 рала из Кина за да донесат. Океј, не чинеле, ги сменивме. И сега што чини овде? Овде чини тоа што се што е дупка, плата за професори, наставници, ученици, полиција, ово, е платено со пари кои сме ги позајмиле. Кој ќе ги враќа тие пари? Јас? Ви? Да. Токму така. Они не. За джеб се немаат пипнато. Нели, бившиот премиер сега не е голем, он е локален Сорос, дели донации
се занимава со набавка на деривати, на струја, на појма немам што е. Му се може, убаво, благодарам. Но заради нивното интелигентно економско работење во кое ние сме уцапани до овде, заради нивното гениално политичко работење во кое зашлајфувавме во оваа ситуација која сме со бугарите, имавме еден светол момент каде што Андријана Јаневска излезе и отпеа, мислам дека небо се отвори од убавина. Андријана Јаневска во овој момент е врвот на македонската музика, прво македонско грло во сферата на вокалната со своите вокални можности, на вокалната изведба, иако се работи за дама, кој е високо музички надградена, врвен уметник, не, навистина заслужува часови и часови да се посветат на незе. Но она што е многу важно е што излезе на манифестацијата Златна бубамара на Златна бубамара на популарноста и ја изведе "Ми заплакало село Ваташ". Тажна песна за еден трагичен настан, но низиниот настап, кога зборам низината камерност, низиното ментално и физичко соединување со моментот, свесно, длабоко во себе што прави. Затоа што Андријана, покрај што е уметник и што има голем фокус за да изведе една таква тешка, емотивна песна, заедно со хорот Мирча Ацев и заедно со низиниот колега кој рецитираше Игор Чабазов, но клучот и поентата е во низиниот вокал и низиното пеење, кој беше врв. Врв одамна не сме чуле така нешто убаво и само е жив доказ дека Андријана е нашиот нов Тоше. Може би не е толку лудо популарна, онака да вриштиме и пиштиме по незе, но по своите вокални способности, можности, по својата интерпретација, по својата височина уметничка и вокална, она е апсолутно тука. Она е апсолутно тука и горд сум што ја познам, горд сум на незе што сум и современик, а оваа изведба ќе биде за веки веков. Може би ќе ја поттикне Андријана нешто повеќе да работи на полето на поп културата, но она има кажано многу, што и да направи, јас сум благодарен. И сега, сума сумарум на се во ова, се најде една, како да кажам, човечка мизерија, на која не заслужува да му се спомне ни името, ниту заслужува да се збори. Но, што со те што тоа е гласоговорник или умилкувач на власта, дете кое едноставно брани се што власта ќе направи, добро или лошо не е важно, и се што нема да направи опозицијата не чини лошо или ќе направи опозицијата не чини лошо и така натаму. Значи, комплетно out of touch, out of sense, комплетен нонсенс. Но тоа му е работа, он тоа си го работи и тоа си гине, партиска пропаганда и ништо не му е важно, се нафрли на тоа дека Ранко Бубамара, не знам, ќе парафразирам, ништо точно, не ме фаќајте за збор, Ранко Бубамара бил антиевропеец, со некој хумор, квази хумор, што ќе ни е нам Европа, ние имаме песнава, не е важно што Бугарија го признала ова злосторство и ги испорачала злосторниците и кои ние сме ги казнили. Ја еднаш кажав медиумски, ка кажам уште еднаш. Нити го призна, нити не ги испорачаа злосторниците. После Втората светска војна, македонскиот народ и македонските партизани по победата над фашистичкиот окупатор отидоа во Бугарија, ги спакуваа како куфер злосторниците кои го извршија злоделото. Стрелање на деца. Деца во Ваташ. Греоти. Невини.
Никакви, дури ни активисти. Изживување. Уште тој дотичен лик вика, тој што ги стрелал бил македонец. Што бил? Македонец. Па нели македонци немало? Све биле бугари. Како одеднаш македонец бил тој? Мисля, дали разбирате во собственото лудило, ни сами не си се разбираат. Не се. И да бил македонец родом од Демиркапија, кој да е, бил бугарин и злосторството го извршила бугарска војска. Не македонска војска. Не народ од улица македонски собрани, пукајте и стрелајте. Не. Бугарски униформи, со бугарското знаме, со бугарскиот грб. Одговор, кој бил? Дали бил марсовец, дали бил црнец? Знаеш како и за репрезентација, што би гајле кој игра? Важно, победува Македонија. Така, од кај сака некај. Така е и во војната. Тој што се бори под знамето на таа земја си има цела одговорност. Од каде она собрала своји кадри, така. Ние им ги собираме, партизаните наши, ги донесовме овде и ги стрелавме. Со иста мера. Но злосторот не е заборавен. Он е опеан во тагата не само на родителите и блиските нивни и сеќавањата, туку генерации се раѓаат кои ги гледаат тие слики, кои држат опела, кои се подсетуваат, кои ги посетуваат тие гробови. Имаат предци. И тоа е живо сеќавање. И ќе треба генерации да исчезне. Заради европска агенда ти тоа треба да го бришеш како австријскиот канцелар што им викаше на србите, избришете го, срушете го овој споменик на загинатите деца, тој бил анти-НАТО, туку изградете и споменик на Медлин Олбрайт. Што треба ние сега да изградиме споменик на стреланиот полковник кој дал наредба да се стрелаат децата? Така да цинизмот мизерен на овој лик беше поддржан од еден академски професор, господинот Беличанец со лајкови, кој лично мене ме нарече дека сум нешто што смрди, не ме нарече гомно, ама мерси боку од таков лик која ќе дојде такво нешто, мене ми е, само се викам, замисли да ме пофале. Замисли вакви ликои да ме пофале. И тука се многу активисти од власта, познати помалку или повеќе и така натаму, кои ги лајкуваат сите овие работи. Сигурно, ја неговиот статус го објавив со мизерија, наслов. Една хистерија. Па јас сум си живувал врз личности, врз нив сум градал кариера. Дечко, 23 години сум само на телевизија. Само со една емисија. Без да зборам спортски преноси, без да зборам гостувања, без да зборам сајт проекти. Како новинар во етер сум од 1992 година. Не можете сите вие заедно да ми ја градите или рушите кариерата ако јас тоа не го одлучам. Да, можевте пред 15 години, повеќе не. Мојата кариера и моите емисии, моите настапи ме надминаа и мене. Моето име е небитно кое некој друг веќе го гради. Некој друг веќе се сеќава. За добро или за лошо, ќе се одлучи јавноста, еден ден ќе ме нема и ќе се подсетиме. Вие нема да ме стрелате. Но вие сте тие кои ако не сте ја држеле пушката од стрелачкиот вод, вие сте тие што ги полирале пушките, а Бога ми им ги полирале и чизмите на стрелачкиот вод, па и на полковникот и вика, европски вредности, мора тоа да е. Ништо Андријана со незиниот феноменален настап за кој они викаат дека била злоупотребена, ја подценувате Андријана. Ја немате појма колкав патриоте и антисеверџан. Токму против ликои како вас. Кога се слушнав со незе, само ми рече, не сум тука века, не можам се да следам, но ако ги здоболело и развиле тема на ова, јас сум ја постигнала целта. Андријана, мерси боку, мадам. Слушај ваму.